Охридското езеро во еколошка криза. Урбанизацијата, човечкиот фактор, користењето на пловилата и депониите се едни од најчестите загадувачи на водниот басен. Иако езерото има мукен систем на самопрочистување, сепак поради загадувањето старее забрзано. Нашиот фактор, антропогениот фактор, човечкиот фактор и со урбанизацијата, и со користењето на катамарани и други типови на превозни средства во езерото, и со депониите, и со нефункционалниот колекторски систем, тоа езеро старее многу забрзано. И се намалува количеството на кислород. Тоа е не сакам да кажам, јас не сум компетентна во таа област, но сите апелираат дека мораме да најдеме начин да го заштитиме од сите овие фактори кои што се го ставаат во ризик. Подземните води и извори кои се наоѓаат на пониско подземно ниво во близина на дивите депонии понираат токсини кои се излеваат во езерото. Ние го живееме тоа. Значи, ние сме на врвот на листата на смртност по аерозагадување. Тоа што немаме пари и немаме мониторинг систем на подземните води, не значи дека ништо не се случува таму. Само кажува дека ние појма немаме што се случува таму. Сите тие води и извори кои што се наоѓаат на пониско ниво, еве со Крушени изборувавме, тие ги знаат тие извори. Како понираат тие токсини и кои се извори се излеваат и кон Преспанско и кон Охридско езеро. Хотели, угостителски објекти, шанкови, приватни домови на брегот со години наназад го загадуваат езерото на одредени точки. Отпадните води кои се влеваат во него се сериозен еколошки проблем. Нина Ритоновска, Сител телевизија.